следите неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш денешен гостин е министерот за финансии Драган Тевдовски. Господине Тевдовски, владата се пофали со раст на економијата и намалување на невработеноста во последниот квартал од минатата година. На што најмногу се должи тој раст и кога граѓаните ќе го осетат? Клучно е дека ни се случува широко базиран раст. Тоа значи дека се јавува во повеќе сектори и тоа е многу поразлично од она што се случуваше во изминатиот период под претходната влада, кога беше растот заради државната интервенција. Сега приватниот сектор го влече и тоа во повеќе сектори. Например, расте преработувачката индустрија, растат услугите, трговијата, градежниот сектор. Еве гледаме дека во четвртиот квартал растот е некаде 19%, потоа потрошувачката на домакинствата има исто така раст на годишно ниво во 2018 година од 3%. Растот на потрошувачката на домакинствата е заради поголемиот број на вработени, но и заради растот на платите, кој што раст е во 2018 година највисок во споредба со претходните 9 години, некаде е 5,9%. Исто така, ако се земе друг параметар, приливот на странските инвестиции, тие изнесуваа 624,5 милиони евра и се скоро 3 пати повисоки во однос на просечното ниво од претходните 8 години. И за мене еден од најважните показатели за тоа дека економијата се движи во правилна насока е невработеноста, практично намалувањето на невработеноста, која што ако некаде на крајот на 2016 година стапката на невработеност изнесуваше 23,1%, за прв пат сега се спушти стапката на невработеност под 20%, еве последниот податок е дека изнесува 19,4% и тоа е добро, бидејќи од една страна тоа значи дека има повеќе можности за вработување. Например, вработеноста е зголемена на годишно ниво во 2018 година 2,5%, или тоа вработеноста е зголемена за околу 20.000 лица. Тоа е едниот голем сегмент и вториот е растот на платите, кој што направи да платите, односно луѓето кои што живеат од својот труд да растат, а со тоа и да расте нивниот животен стандард. Колку од овие нови вработувања се во приватниот, а колку во државниот сектор? Движењето на вработеноста е пред се резултат на приватниот сектор, бидејќи индустриското производство има сериозна стапка на раст, која што во 2018 година беше повисока од 5%. Еве гледаме дека во 2019, првиот месец за кој што има податок, преработувачката индустрија расте некаде за 12%. Тоа значи дека во тие компании, практично во фирмите, во фабриките, има поголем број на новоотворени работни места. А ако на економијата ја оди толку добро, на што тогаш се должи отпорот од бизнисмените против најавите за зголемување на минималната плата? Мислам дека главниот приоритет на владата е практично платите да растат, бидејќи животниот стандард на мнозинството на граѓани кои што немаат приходи од капитал зависи од својот труд, практично од платите кои што ги добиваат, и кога растат платите, расте и нивниот животен стандард. Ние со една од првите мерки што ја направивме беше зголемувањето на минималната плата. Тогаш направивме и консултации со работодавачите, како и со синдикатите, се одлучивме за едно сериозно зголемување на минималната плата. Ова зголемување на минималните плати направи и да се придвижи спиралата на плати, значи почнаа да растат и платите кои што се повисоки од минималната, и не случајно просечното зголемување на минималната на зголемувањето на просечната плата е многу повисоко во споредба со претходните години. И за мене, како економист, е многу важно дека ова направи и придвижување на продуктивноста, бидејќи не случајно тој работник кој што е подобро платен и повеќе придонесува, но гледаме дека и компаниите во овој период повеќе се грижат и да добиваат, да вложуваат во нова опрема, нови технологии. И практично тоа ја движи продуктивноста. Ќе успеете ли да ја покачите минималната плата за 4.000, односно на 16.000 денари до крај на мандатот, колку што беше најавено во владината програма? Сега во април
Министерството за труд и социјална политика најави дека минималната бруто плата ќе се зголеми за повеќе, за околу 500 денари, нешто повеќе. Значи, платите продолжуваат да растат. Исто така мислам дека треба да се направат дискусии со работодавачите, бидејќи постои простор за дополнителни зголемување на минималната плата. Господине Тевдовски, само околу 10% од вработените кои добија покачување на минималната плата добиле и побарале и добиле државна помош. Дали тоа значи дека фирмите се плашат да побараат државна помош во страф од инспекции како што беше во минатото или имаат пари? Мислам дека тоа што постоеше во минатото, реваншизам, селективност, денес апсолутно не постои. Тоа може да го потврдат фирмите, бидејќи тие јасно го кажуваат. Мислам дека апсолутно после, ова беше спроведено од септември 2017 година, ако ги гледаме бројките, тие се многу позитивни, покажуваат дека платите не само што растат, и не само што нема отпуштање, туку дека и вработеноста. Тоа го зборувавме, дека вработеноста се зголемува и дека стапката на невработеност се намали. Ги споменавте странските инвестиции, но 1/3 од тие 620 милиони евра, односно околу 220 милиони евра се реинвестира на добивка. Ги ползувате ли сега плодовите на политиката за привлекување странски инвестиции од минатата влада? Евидентно е дека во последниот период има сериозно забрзување на влезот на странските инвестиции, и тоа е нешто што ние го најавуваме и треба да се очекува уште посилно во 2019 година. Зошто? Бидејќи го направивме најважниот чекор, а тоа е членството во НАТО. Тоа е нешто многу важно, значи дека има стабилност, имаме гарант за стабилност, печат на стабилност преку НАТО, и тоа ќе направи уште повеќе да ги движи странските инвеститори. Господине Тевдовски, во 2012 година, тогаш како опозиционер, ја критикувавте владата дека ја насочува државата во должничка криза слична на грчката, а тогаш јавниот долг беше 38% од бруто домашниот производ. А сега само постојано критикуваше дека 50% е критична граница на јавниот долг. Колкав ќе биде оваа година? Значи, има многу различни работи од тогаш и сега. Првиот, во тој период, кога беше тоа зборувано, јавниот долг растеше. Например, од 2008 од 23% од БДП порасна на 48,8% од БДП на крајот на 2016 година. Значи, за многу краток период, многу брзо се зголемуваше јавниот долг и практично тој во добар дел беше трошен неефикасно во проекти кои што се неефикасни, како споменици, фасади, жални врви и слично. Сега, ефикасноста на јавните трошења е подобрена преку фискалната транспарентност, но и невлегување во такви непродуктивни трошења. И втората работа, ние апсолутно имаме остварени резултати и успеавме да го стабилизираме јавниот долг. Со оглед на тоа што годинава доспеваат за враќање кредити од над 400 милиони евра, а до година од над 800 милиони евра, дали планирате издавање на еврообврзница? Целата политика кај јавниот долг ја водиме со намера граѓаните да плаќаат што е можно најниска цена и да направиме стабилизација на јавниот долг. Тоа успешно го правиме и сега е прерано да се зборува за видовите на инструменти кои што ќе се користат. Значи, јас би повторил дека за нас е важно да обезбедиме инструменти кои што ќе овозможат граѓаните да плаќаат што е можно пониска цена. Во овие скоро 2 години тоа успешно го правиме. Тоа значи дека може да се задолжите и на домашниот пазар? Мислам дека да зборуваме за 2020 и 2021 година е прерано, бидејќи зависат различни фактори. Што ќе се случува на глобалните пазари, каква ќе биде политиката на каматни стапки на ЕЦБ, што ќе се случува со каматните стапки кои што ги дава ФЕД. Ние врз база на тие движења би донеле одлуки и како секогаш транспарентно ќе известиме. На што се должи ниското ниво на реализација на капиталните инвестиции? Мислам дека добар дел беа се проекти кои што сега се во фаза на реализација и јас сум оптимист дека реализацијата на капиталните инвестиции ќе биде на посекуваното ниво годинава. Реков дека најголемиот дел, значи главните, например, патни иако не се дел од буџетот, се во ЈПДП и тие се многу подобро се реализираат од минатата година. Ви благодарам за гостувањето. И јас ви благодарам за можноста.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Ви благодарам за вниманието.